Чешкиот хеликоптер Black Hawk полета кон огнената стихија на планината Готен. Со така наречени бомби резервоар со капацитет од над 3400 литри вода се вклучи во гаснење на пожарот од беровска страна. Покрај подршка од Чешка, Македонија помош доби и од Словенија. На стадионот во Берово своја опрема поставија 61 пожарникари, кои пристигнаа со 18 возила и специјализирана опрема за гаснење на шумски пожари во непристапен терен. Се анализира теренот, пошто ќе се вклучат во акција. На Малешевските планини состојбата е критична. Пламенот се движи во правец на Беровското село Владимирово. Надлежните смируваат дека не постои опасност огнот да го зафати селото. Се прават напори, има одредена препрека, значи бариера која може да биде совладана, значи да биде совладна огнот на таа бариера, и тука се прави сега начин, да речем, се даваат одредени насоки, стратегија како тој дел настојува тука да биде запрен за да не предизвика дополнителна штета по останатата шума, а и на тој начин да не се загрози населението место Владимирово. По неколкудневната битка со огнот за да се спасат радовишките села Подареш, Ергулица и Покрајчево, огнената стихија на планината Готен од страна на Радовиш е ставена под контрола. Поради стабилизирање на состојбата намалени се човечките ресурси, но на терен остануваат Пинцгауер, Хермелини и БТР, кои со својата моќност ќе ја чуваат планината од огнот повторно да не се распламти. На територијата на општина Радовиш, на линијата имаме припадници на армијата на Република Македонија. Припадниците кои што беа од ЕБР вчера доцна ноќта ги ослободивме. Екипажите на специјализираните возила не се тука, дел од тие возила се веќе употребени онаму каде што може горе, дел чекаат на готовност доколку нели се јави потреба и денеска да ги вклучиме. Меѓутоа сликата денес во однос на она кое што беше вчера утро е различна 100:0. Траотна е гледката на планината Готен и Малешевските планини. Јагленосани дрва, пеплосана вегетација и изгорен дивеч. Огнената стихија остави пустош позади себе. Штетите и опожарените површини допрва ќе се анализираат и утврдуваат. Освен новие планини, се уште се активни пожарите на териториите на Прилеп и Кавадарци, додека под контрола се ставени пожарите на планините Серте и Плачковица.